На вчерашната седница на Собранието на Република Македонија, која беше наменета за пратенички прашања, говорницата ја искористи пратеничката Благица Ласовска, каде постави 3 прашања кои беа наменети за членовите на владата на Република Македонија. Првото прашање се однесуваше за срушениот мост во населбата Ливади, на која пратеничката Ласовска даде образложение за неопходноста за негово дислоцирање од речното корито со изградба на нов мост, а исто така ја истакна потребата од санирање на свлечиштето и на речното корито на река Поток во централното градско подрачје на Свети Николе. На прашањето одговор даде министерот за финансии Зоран Ставревски. Конкретното прашање е дали владата, односно кризниот штаб за поплавените подрачја, има предвидено санација на срушениот мост во Свети Николе, во населба Ливади, кој се сруши за време на поплавите, и дали може да се издвојат дополнителни финансиски средства за локалната самоуправа за санација на свлечиштето кое што се појави во центарот на градот. Сакам да потенцирам дека владата уште од првиот ден кога се случија поплавите, па до денешен ден, има многу сериозен пристап кон ова прашање да се надоместат земјоделците и селаните во делот на земјоделските посеви и имотот кој што настрада со поплавите, меѓутоа исто така да се обнови целокупната инфраструктура во подрачјата во кои што имаше поплави и која што заради обилните врнежи од дожд беше оштетена или целосно уништена. Тоа значи дека ги опфаќа сите патишта, мостови, свлечишта и се друго што во тој склоп, значи канали, иригациони и се друго што во склоп на поплавите беше оштетено или уништено. Извештајот кој што го работиме заедно со општинските комисии и со експерти од Светска банка, значи владата повика експерти од Светска банка со цел да се направи квалитетен извештај, и тој извештај потоа ќе може да се проследи до представниците на Европската комисија со цел да видиме и дали може да добиеме средства од Европската комисија за надомест на штетите. Но идејата е, значи, целокупната штета да биде надоместена и кај земјоделците и во делот на инфраструктурата. Второто прашање на пратеничката Благица Ласовска се однесуваше за земјоделското земјиште на поранишниот агрокомбинат Џумаилија од Лозово, на која праша дали постои можност невработени и приматели на социјална помош да го обработуваат ова земјиште. Одговор на прашањето даде министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Михаил Цветков. Второто прашање, дали владата има намера да одобри дел од земјиштето на агрокомбинатот Џумаилија да се додели и на местното население кое што гравитира кон оваа земја. Значи, од редовните средби кои што ги имам со граѓаните на општина Лозово и општина Свети Николе, како пратеник и редовно ги остварувам, најчесто поставувано прашање деновиве е ова прашање, значи жителите на Лозово, Црнилиште, па и Мамутчево, каде што нели гравитира земјиштето на агрокомбинатот Џумаилија, се заинтересирани. Неодамна нели владата објави оглас за интерес, тоест за понуди, и жителите на овие места прашуваат дали може да се пријават. Се работи за невработени лица и сметам дека доколку се донесе ваква одлука, ќе се решат екзистенционалните и социјалните проблеми и прашања на повеќе семејства во овие населени места. Значи, овој оглас е оглас за пријавување на интерес за површините на АД Џумаилија, поделен во 4 географски целини. Значи, како таков, додека прашањето што е на пратеничката за заинтересираност за жители од околните места, јас би кажал, би замолил да тие жители кои се заинтересирани за вакви земјишта да се обратат до Министерството за земјоделие, да ги чуеме кои се нивните барања и секако ова што кажа за социјални случаи, ние сега припремаме една програма за изнајмување на земјоделско земјиште на социјални случаи, така да во соработка со Министерството за труд и социјала
и доколку има такви социјални случаи кои што сакаат да земат на плодо уживање земјоделско земјиште, еве би искористил оваа прилика да се пријават во подрачните единици на труд и социјала за од која општина, за да ние можеме како Министерство за земјоделие да изготвиме програма, односно да видиме кои се тие површини кои што ние се слободни, не се издадени, ни се на располагање, за да можеме да направиме една таква програма. Значи, пак ќе кажам, ние треба да имаме информации за кои површини, колку површини, за да можеме да дадеме одговор. Со третото прашање, претеничката Ласовска побара информација за мерката еднократен отпис на долгови, која ја спроведува владата на Република Македонија, на која одговори министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. Каква е динамиката на владината мерка еднократен отпис на долгови на граѓаните на Република Македонија, на колку лица и семејства досега им се отпишани долговите? Владиниот проект за еднократен отпис на долгови кој што го реализираме изминатиот период, кој што е уште едно реализирано ветување према граѓаните на Република Македонија, проект кој што беше дел од нашата програма и проект кој што е во интензивна фаза на реализација. Би сакал да истакнам дека пред се интересот од страна на граѓаните беше значително голем, над 41.000 барања беа пристигнати во центрите за социјална работа. До сега донесени се 9.456 позитивни решенија за еднократен отпис на долгови, при што во вкупен износ од 1 милиарда и 4 милиони денари се отпишува долгот на граѓаните од ранливите категории, односно примателите на социјална и постојана парична помош, подолго невработените од 12 месеци кои што активно барале работа, како и оние кои што поради определен проблем со здравството се нашле во тешка ситуација, со што со овој проект значително им се помага.